Непрофесионализам и дилентантство е одлуката на седницата на Советот на Гевгелија, предводен од градоначалникот Поцков, за поднесување барање за одземање на дозволата за работа на компанијата Go Vaste Solution. Од компанијата потенцира дека се на удар на неколку приватни компании кои што преку невладините организации и градоначалникот се обидуваат да ја затворат фабриката која што има дозвола за работа. Go Vaste Solution ниту загадува, ниту произведува отпад, туку врши рециклирање на пластика која што ја извезува за Република Турција. Ова што се случува во Гевгелија е линч за нашиот бизнис. Ние не сме единствена ваква фабрика во овој дел од Гевгелија, наспроти нашиот комплекс само на неколку метри има фабрика која се занимава со иста дејност. Прашуваме, ако сметаме ние, зошто тие закони не важат и за другите фабрики кои се во истата индустријска зона, реагираат од компанијата. Оттаму објаснуваат дека како производ на манипулациите на одредени лица дека постои наводно прекршување на законските прописи и нелегално вработење, со што се креира лажна слика за компанијата. Компанијата е трговско друштво кое што својата подружница на улицата Индустријска број 4 во зоната во Гевгелија врши складирање и третман на отпад, поточно селекција и балирање на отпадна пластика согласно дозволата за вршење на оваа дејност која што е издадена од Министерството за животна средина од 25 ноември минатата година. Оваа дозвола е издадена согласно Законот за управување со отпад, а компанијата во Гевгелија ги почитува и работи според законските норми. Според документацијата, компанијата Go Vaste Solution Скопје се наоѓа во индустријската зона во Гевгелија со намена лесна и незагадувачка индустрија. Затоа се добива уверение од катастарската парцела од страна на секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во општината, а не е потребно издавање на посебно мислење или дозвола од страна на општината. Од таа причина се неточни наводите изнесени од страна на градоначалникот Поцков и Советот на општината, каде вели дека од општина Гевгелија не била побарана од страна на инвеститорот, а ниту издадена никаква потврда согласно член 32 алинеја 2 од Законот за управување со отпад, дека правните лица, за да може да ја вршат дејност складирање, третман или преработка на отпад, мора да ги исполнуваат минимално техничките услови во поглед на локацијата, потребната инсталација и опрема за складирање, третман или преработка на отпад и негово идентификување, како и системот за следење на видеонадзор на отпадот, додаваат од компанијата.